Пред битолчани е раскажана нова приказна за нашиот град. Музичка, топла, позната, а сепак нова и пред се хумана. Со заеднички сили поддржана од градоначалникот Владимир Талески, Лајонс клубот од Битола и Тера телевизија на градот му подарија музика, веќе испеана и позната, но со нови аранжмани и изведувачи, како подарок за градот и за идните генерации. Уште изминатата година, Лајонс клубот од Битола размислуваше на кој начин да му се одолжи на градот каде што е формиран и чие што име гордо го носи. И на иницијатива на нашата членка Марина Коруновска, членка на Лајонс клубот од Битола, да се препеат најпознатите песни кои што ја опеуваат Битола во нови аранжмани од изведувачи кои што имаат потекло од Битола, во придружба на преслатките членови на детскиот хор Звончиња од Битола, ни се виде како идеален начин како тоа да го направиме и да му го подариме на градот наш. Нашата идеја беше да направиме еден посебен настан, меѓутоа идејата им се допадна на луѓето од општината, особено на градоначалникот Талески, и на тој начин одлучивме на 4 ноември, токму вечерва, за нашите сограѓани да го подготвиме овој музички перформанс кој што се надевам сите ги воодушеви во публиката. Со самото излегување на сцената на членовите на детскиот хор Звончиња се појави и воодушевувањето и радоста во публиката, а со секоја наредна песна и нов изведувач доаѓаше носталгијата и прекрасното чувство исполнето со гордост да се биде битолчанец. Знаете дека работам веќе 4 години, можам да кажам, со детскиот хор Звончиња и тие ми се секогаш нова и нова инспирација. Многу се радувам што тие идејата ја прифатија со многу голема љубов, а таа идеја беше доста долго време, можам да кажем, пошто сум голем љубител на македонската народна музика. Значи, старата македонска народна музика, секако со голема љубов кон нашиот град, кој си го сакаме секако, секаде каде и да одиме. И сакав нашите идни генерации некако да им се пренесат оние песни, да не изумрат тие песни, едноставно да си ги пеат и понатаму, затоа што навистина мислам дека како што и сите знаеме дека Битола е градот кој што е најопеан и јас не сум сретнала град каде што е испеана барем 10 песни, не знам да се испеани, а ние имаме со стотици песни. Музичкиот проект Приказни за мојот град опфати голем број музички имиња од Битола, меѓу кои и групите Боеми, Деспина, Молика, познатите Билјана Дамјановска, Марина Коруновска, младите Димитар Андоновски, Бојан Стојков и многу други. На сцената имаше многу повеќе од музика, прекрасни кореографии на малите Звончиња, светло, актери, во режија на Јован Ристовски и подпомогнато од актерката Христина Христова Николова. Финалниот музички производ, аранжманите и изработката беа направени во музичкото студио Микс. Пред 2 месеци, значи во многу краток период, таа идеја беше презентирана кај мене во студио, јас ја прифатив, иако малце влегов во една чудна, да речам, во еден чуден проект кај што требаше да завршам голема работа за кратко време. Значи само 2 месеци ми требаше за овој проект, каде што имаше доста изведувачи и голем број на деца кои пеат во хорот. Значи околу 50 деца и скоро толку изведувачи, едно 20-30 изведувачи. Се беше добро избалансирано и една голема емоционална побуда во публика предизвика овој проект. Поготово еве и кај мене, како креатор на цел проект, предизвика, пак се надевам дека и луѓето од публиката на ист начин реагираа. Идните генерации преку музиката која се наоѓа на ова CD ќе можат да ги паметат рефрените за Битола, но сето ова има и една подлабока и похумана димензија. Мислам дека Лајонс клубот од Битола ги потсети битолчани дека не е се во земањето, дека има многу во давањето и токму овој наш подарок за нашиот град, за нашите сограѓани, за нас самите е еден пример кој што треба другите да го следат. Ова CD кое што сега во моментов е само аудиозапис, а имаме план да стане и видеозапис, токму на овие композиции кои што беа изведени вечерва, ќе остане еден траен спомен за генерациите кои што доаѓаат. Градот на својот празник доби подарок, можеби најубавиот, затоа што е од срце, исполнет со многу љубов, музика и трајни вредности.